Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Некако веќе ми стана традиција да после секој сајм на книгата споделам со вас што сум купил или што сум добил како подарок, можеби. Искрено следам што се случува во издаваштвото и кои книги се издаваат низ целата година, барем кај повеќето издавачи. И не одам на сајм толку за да купувам книги, колку што одам поради самото искуство. Тоа ми е некоја традиција. Убаво е кога ќе се види дека речи се сите издавачи се на едно место, можеби ќе најдеш на некоја книга што си заборевал дека има на македонски, ќе се изненадиш, ќе најдеш нешто интересно, ќе купиш нешто ново. И оваа година си поминав супер, бев 2 пати на сајм и добив некои книги и си купив некои книги и ќе ги споделам на кратко за секоја од овие книги со вас. Меѓутоа, пред да продолжам, ако ви се допаѓа ова видео и содржината на овој канал, размислете да стиснете лайк на видеото, subscribe на каналот, може да ме најдете на Facebook, на Instagram, да ме поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee, линкот е во на YouTube каналот, го има на homepage-от и на Facebook. Да не должам многу, најпрво ќе почнам со книгите што ги добив како подарок. Прво 2 романи од издавачката куќа Art Connect, кои што си држат до корица, до превод, до избор на книги, држат топ квалитет. И ова е роман од Тома Гунзик, Приречник за преживување наменат за некадарни. Тоа е оваа книга, овој роман. Приречник за преживување наменат за некадарни е дистописки роман за еден свет каде маркетингот паразитира врз сите сфери на животот, каде хипермаркетот станал консумеристички храм и крајна точка на милениумската еволуција на видовите. Проткајана со елегантен цинизам и црн хумор, оваа книга лебди помеѓу жанровите и преку фантастиката бескомпромисно ја критикува абсурдноста на времето во кое живееме. Едва и чекам да го читам овој роман. Исто така, уште еден важен роман, кој што се двоумев, доста време го гледав, така поголем е романот, се мислев дали да го читам. Салман Ружди, Кишот. Тоа е овој роман, исто така убава корица. Кишот е прекрасен омаш на Дон Кихот, можеби мојот омилен роман. Мајсторски напишан роман во кој жанровите постојано се мешаат, фактите и измислиците веќе не може да се разликуваат, а границите меѓу реалноста и фантазијата не постојат. Кишот исто така и пародија на нашето време, но и приказна за една тажна и истовремено возвишена потрага по ретките благородни нешта што се уште ги има на овој свет. Салман Ружди, светски писател. Оваа книга ја немам читана. Фала Art Connect за овие 2 романи. Продолжувам со 2 книги кои што се 3 книги всушност кои што ги добив од издавачката куќа Славика Либрис. Славика Либрис се фокусира првенствено на чешка, полска литература. Меѓутоа, оно што е интересно што има убав избор на така наречената книжевна репортажа. Веќе имам видео за тоа, Калта посладка од медот, едно од последните видеа, одлична книга. И таму зборувам за тоа што е книжевна репортажа, сега да не ве замарам повторно со тоа. Оваа книга е нов живот како пољаците им помогнаа на бегалците од Грција. Значи ова не се романи, ќе видите зашто станува збор. Дионисиос Стурис и пишува дали дефинитивно и категорички мора да го одредиме нашиот национален идентитет, прашува Дионисиос Стурис, кој припаѓа на трето поколение на грчки бегалци од граѓанската војна во Грција. И самиот со двоен и неопределен идентитет им оддава почест на бегалците од грчката граѓанска војна од 48 преку сведоштва на грците и на македонците од Егејска Македонија и така натаму. Значи ова книжевна репортажа од грчката граѓанска војна после Втората светска војна со сведоштва, ова дефинитивно ќе го читам, значи затоа што го сакам овој жанр. Уште едно нешто во сличен стил од Витол Шабловски, ова е Русија од страната на кујната. А како да се изгради империја со нож, црпалка или вилјушка. Русија од страна на кујната е книжевна репортажа во која авторот Витол Шабловски во потрага по рецептите од руската кујна ја прикажува руската историја од времето на царското семејство, романови до владењето на Владимир Путин и лови приказната од личните готвачи на цар Николај, Ленин, Сталин и така натаму. Ова дефинитивно го читам затоа што сакам вакви книги. И од Славика Либрис добив уште една книга, ова е роман од Јиржи Хајчек, Змеј на селскиот пат. Значи ова не е книжевна репортажа, ова е роман. Им се радувам на овие книги, фала Славика Либрис за подарокот. Тука имам уште еден роман кој што го добив како подарок од издавачката куќа Збор, Куќата на Фостер Хел, Џейми Џо Рајт. Мислам дека ова е трилер или драма, нешто така. Не знам дали е психотрилер. Емилија Збор ми рече, мислам дека овој роман ќе ти се допадне. Се надевам дека ќе ми се допадне, очекувам, ќе го прочитам прва прилика кога ќе можам. Збор, фала ви на романот.
Сега продолжувам со книгите што ги купив, едно издание што ми беше важно да го имам. Ова издание на Илика, Скрениот човек од Андреј Платонов. Платонов ми е еден од неколкуто омилени писатели. Имам цело видео снимено за откоп неговиот роман и за неговиот живот. Подолго видео го има на каналот, ќе ставам линк. Тука има 3 негови новели, долги раскази, кои што 2 од овие претходно се издадени на македонски, меѓутоа сега со нов превод. Сега тука ги има Скрениот човек, кој што мислам дека прв пат на македонски се издава, Враќање и реката Потуден. Да не должам за Платонов, гениален писател, не е лесен за читање, меѓутоа еден од најдобрите писатели, значи од советско време. Прочитајте, ќе видите зашто станува збор. Следниот роман што го имам е Ѕверовите од Хајс Вилбринг. Ова е холандски писател, релативно млад. Дарко Лешовски го промовираше романот. Напиша на Facebook дека е одличен, дека Хајс Вилбринг живеел во Охрид едно време и тука почнал да го пишува. Во Холандија направил бум како дебитантски роман. И толку ми фали мене. И плюс сакам добра корица, ми се допаѓа корицава. Издавачи, значи не штедете на дизајн, не ставајте некои генерички слики од Google или од Фотосток, некои такви, или од ChatGPT правени со AI, со некои дречливи бои. Значи, платете си дизајнери, направете добра корица, затоа што корицата е многу важна, многу често знае, дури може би е добра книга, меѓутоа кога ќе видам некоја корица, знае да ме одбие и нема шанси да земам да ја прочитам, затоа што се заедно треба да оди едно со друго. Толку беше за овој роман и за важноста од кориците. Следно, исто така за мене многу важно, затоа што ова ми е еден од омилените романи, Чувар од воршта од J.D. Селинџер. Еден од култните романи во американската литература и во светската литература од 50-тите години. Преведуван претходно како Игра воршта, Ловец воршта, меѓутоа е ова сосема нов превод од Румена Божаровска со нов пристап. И имаше пев на промоцијата на овој превод и Румена објаснува има некои текстови зошто се одлучила за ваков пристап и така натаму, значи меѓутоа ова е свежо и како што може да видите веќе 2/3 од романот ги прочитав само за 2 дена. Супер оди, супер тече. Следните 2 книги се од издавачката куќа Бегемот, значи ова е од Сузана Камберова, Патувања низ световите, сказни за 3 девојки од 7 букви. Најпрво треба да ги прочитам од Сузана Камберова најдобрата докторка меѓу писателите и најдобрата писателка меѓу докторите. Затоа што е навистина докторка и писателка. Прво треба да ги прочитам Страшните приказни, па подоцна ќе читам и оваа книга, меѓутоа се радувам за овој нејзин нов роман во издание на Бегемот. Исто така од Филип Димевски, Секојдневието на Војомир. Од братучет ми Филип се шегувам. Велам братучет ми затоа што некојаш не мешаат брада наочари и некојаш не мешаат. Ова се куси раскази, Филип, Секојдневието на Војомир е збирка динамични раскази за безимени ликови во своите секојдневни војомирски ситуации и противречности. Абсурдни, сатирични, будалести, надреални, противречни, црнохуморни и така натаму. Че се куси приказни, планирам да ги прочитам. И последниот роман што го купив е на српски, ова е првиот роман од Семюел Бекет, не можев да го најдам на англиски и затоа го купив. Ова е Марфи. Бекет, многу важен писател, еден од моите омилени писатели, го немам читано овој роман, малце по, не фенси, ама супер некако со тврда курица направено ова издание. Ова е последната книга од Саем, значи тука се колку 10 на 11 книги. Тоа е се што јас купив и добив на овој саем. Се надевам ќе бидете инспирирани да прочитате нешто од ова. А ако сте прочитале веќе некои од овие романи или книги, искоментирате ми тука на YouTube, можете на Facebook, на Instagram, како ви се допаднале, кој ви е омилен од тие романи што се ги прочитале, што можеби јас ги спомнав. Тоа е тоа за последното одење на саем 2026 година. Чувајте си се, гледаме со наредното видео. Чао!